Во 2012 година, државата предвиде на секои 3000 жени постари од 14 години да има по еден гинеколог во примарната здравствена заштита. 7 години подоцна, 3 града во Македонија немаат ниту еден. Јас сум родена во Крушево, како и многу мои сограѓани, меѓутоа јас своите деца ги роди во Прилеп. Значи, гинеколози во нашата здравствена установа во општина Крушево немаше од кога јас знам за себе. Во некои градови во кои ги има, гинеколозите се пренатрупани со пациентки, а и од нив половината ќе одат во пензија во следните 15 години. Ова е најголемата закана во државата во моментов и тука треба итна реформа, мерки кои што ќе го надокнадат кадарот кој што заради возрастната граница нема да биде веќе на располагање во државата. Каде недостасуваат гинеколози во Македонија и зошто ги нема? 360 во потрага по одговорите. Крушево е град со околу 5000 жители и е жив споменик на Првата република. Не само поради автентичната архитектура, туку и поради здравствената заштита својствена за почетокот на претходниот век. Крушевчанки немаат ниту постојан, ниту привремен гинеколог и покрај долгогодишните барања на јавната здравствена установа до Министерството за здравство. Еве еден пример, и да имаме гинеколог кој што ќе доаѓа еднаш или два пати во месецот во Крушево, тој прави само преглед. Додека терапијата која што ќе ја препиши или натамошниот, да кажем, начин на лекување дефинитивно треба да биде пак проследен кај матичен гинеколог. Читав интервју со еден доктор кој кажува дека во Словенија ракот на грлото на матката се третира како излечива болест. Кај нас од таа болест умираат и млади девојки. Значи, ако вие немате превенција по себе, ќе не можат ни да ве излечат докторите. Причината што Крушево нема гинеколог е економската исплатливост. Уште од 2007 година, кога е извршена целосна приватизација на избраните гинеколози во Македонија, во Крушево не се пријавил ниту еден специјалист по гинекологија и акушерство, кој би ја извршувал функцијата на матичен лекар во градот. Немањето матичен гинеколог во градот, според локалниот младински совет, придонесува лицата под 25 години да не покажуваат проактивност за своето здравје, особено кога станува збор за мала средина. Веќе уште од помала возраст младите се решаваат да стапат во сексуални односи со нивните партнери, па можеби една од причините според мене за ниската бројка на посетеност на младите на преглед, да одат на преглед на гинеколог е токму тоа, дека што ќе кажат другите, она стравото до колината, од етикетите кои што подоцна би биле залепени на нивниот грб. Од вкупно 30 здравствени региони во земјата, освен во Крушево, матичен гинеколог воопшто нема и во македонски Брод и Демирхисар, покажува ново истражување на невладината организација Хера. Националниот стандард од 3000 жени постари од 14 години на еден гинеколог е исполнет само во 12 региони. Во останатите 15 региони има пренатрупаност. Рекордер е гинеколог од Тетово, кој има близу 3 пати повеќе пациентки од предвиденото, или 8679. Напорот е голем, нормално дека бројката е респектабилна, али поради недостаток на гинеколози уопште во државата, сепак тие пациентки треба да бидат услужени, така да немаме ни можност, ни како, ни зашто да не ги регистрираме. Но иако на терен недостасуваат, на хартија Македонија има поголем број гинеколози и од развиени европски земји, но се лошо распоредени. Од една страна, 143 гинеколози во примарната здравствена заштита се едва и половина од потребното. Од друга страна, во секундарната здравствена заштита има 98 гинеколози, што е 3 пати повеќе од утврдениот демографски стандард. Како во регионите каде што нема доволен број на кадар и обратно, доколку ги има на секундарно, ги нема на примерно, ние ќе ги обслужуваме регионите, односно самите градови, да речеме урбани и рурални средини, и тоа може да се случи само со искористување на вкупниот потенцијален кадар, кој што во моментов кадарот кој што е на терциерно и на секундарно не се користи како така, а го имаме на располагање, тоа може да се стави во потреба уште, да речеме, во многу скора иднина.
За примарното здравство да биде примамливо за гинеколозите, од нивното здружение велат дека се потребни стимулативни мерки, бидејќи малите средини им се економски неисплатливи. Решението можеби би било во заеднички договор на државните институции, Фондот за здравство, Министерството за здравство, со матичните гинеколози кои што се од регионот, од блиските градови до оние средини до оние градчиња кај што немаме матичен гинеколог, со еден договор кој што би бил стимулативен за колегите да одредени денови во неделата ја обавуваат својата пракса и во тие средини. Каде и да се бара решението, мора брзо да се најде. Дополнително што половина од гинеколозите во земјава се постари од 50 години, од кои најголемиот дел имаат уште 5 години до пензија. Ова е најголемата закана во државата во моментов и тука треба итна реформа, мерки кои што ќе го надокнадат кадарот кој што заради возрастната граница нема да биде веќе на располагање во државата. Имаме само одлив на матични гинеколози, меѓутоа прилив немаме никаков. Ако ова продолжи така, може да стане сериозен проблем. Треба да се направи некоја стратегија за да може да има нови гинеколози кои ќе ги заменат истите за да се продолжи истото темпо со опфатеност на регионот со доволно гинеколози. Додека се чека решение, неодамнешно истражување на друга невладина организација ЕСМ покажа зголемена смртност од рак на грло на матката. Во секоја следна од последните 5 години од оваа болест починале 6% повеќе жени. Превентивниот преглед на гинеколог, што е и национална програма, може да значи живот, ако има каде да се направи.